Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Денеска председателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев ќе ви информира за престојот, активностите и учеството на Република Македонија на 72-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Добар ден на сите, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Светот ја препознава Република Македонија како земја на развојот. Сите држави, пријатели на Република Македонија, сакаат да ја видат нашата земја во друштвото на стабилните, демократските и развиените држави. Отворени се вратите за соработка на Република Македонија со земјите од светот. Ја имавме потребната поддршка за остварување на нашите државно евроатлантски цели, што ќе обезбедат достоинствен живот на граѓаните на Република Македонија. Земјите членки на Европската унија и НАТО и нашите соседи од регионот ги поздравуваат позитивните и демократските реформи, инклузивните политики и политиките на отворени врати, што ги започна владата на Република Македонија. Во Македонија се гледа како земја на стабилност и напредок на регионот. На економски план, голем број светски компании и држави ја гледаат Република Македонија како кредибилен партнер за соработка. Има голем интерес од диаспората да помогне и да се вклучи во напредокот на државата. Останува на нас, заедно, како и досега, обединето, како и досега, да ги завршиме започнатите реформи во планот 369, на кој што се обврзавме и да продолжиме да ги продлабочуваме добрососедските односи и регионалната соработка. Шансите за перспективи, за нови работни места за младите, за економски развој, за евроатлантски иднини ни се надланка. Од нас зависи, почитувани граѓани. Ова се оценките со кои што се вративме од Њу Јорк, јас и владината делегација што беше со мене, министрите за надворешни работи Никола Димитров и за диаспора Едмонд Адеми, како и моите советници и соработници. Како што знаете, имав чест изминатата недела да ја представувам Република Македонија како шеф на државната делегација на генералната дебата на 72-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Генералното собрание на Обединетите нации беше одлична шанса да земеме учество во глобалните дискусии на теми што се заеднички со сите народи и не засегаат сите и да ги искажеме позициите на Република Македонија. Дека Македонија е и останува на страната на мирот и партнер во акциите за мир и стабилност, против производството и употребата на нуклеарно оружје и оружје за масовно уништување, за мирно решавање на конфликтите, како и за заштита на животната средина и заштита при природни катастрофи. Ова беа темите на кои што беше фокусирана дебатата на земјите од светот во Генералното собрание на Обединетите нации. Изминатите неколку дена во Њу Јорк остваривме повеќе од 30 средби на високо политичко ниво со светски лидери и делегации од други држави, со високи представници на меѓународни организации, со бизнисмени и со представници на нашата диаспора. Имавме средби со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, со председателот на Генералното собрание на Обединетите нации Мирослав Лајчак, со комесарот на Европската комисија за добрососедски односи и проширување Јоханес Хан, со заменик помошникот на државниот секретар на Стејт департментот Брајан Хојтји, средби со премиерите на Белгија, Холандија, Норвешка, Малта, со министерот за надворешни работи на Германија Зигмунд Габриел, со заменик премиерот на Виетнам, со висока делегација на Либералната интернационала и неколку други средби. Евроатлантските перспективи на Македонија во сите средби беа во фокус на разговорите. Светот и честита на Македонија за мирната разврска на политичката криза и за поставувањето на државата на демократскиот пат. Имаме подадена рака да продолжиме по патот на прогресот. Имавме средби со 3 организации на диаспората од Македонија: Македонија 2025, Обединетата македонска диаспора и Форумот за демократска Македонија. Разговаравме за начините како може да ги искористиме сите капацитети што ги имаме во државата и во диаспората за квалитетен живот на граѓаните.
Имаме најава дека дијаспората директно ќе се вклучи и со финансиски средства и со човечки потенцијал во развојните процеси на Македонија. Остваривме посета на Google Jigsaw и имавме состаноци со бизнисмени заинтересирани за промените во Македонија и можностите за инвестирање и отварање нови работни места. Поставени се основи за натамошна соработка со оваа светска позната компанија. Учествував на повеќе настани на високо ниво, како што е настанот за приклучување кон политичката декларација за реформата на Обединетите нации на иницијатива на Соединетите Американски држави, панелот Глобален договор за животна средина, организиран од председателот на Франција Емануел Макрон, настанот на високо ниво реформи во Советот за човекови права, иницииран од Соединетите Американски држави, Обединетото кралство и Холандија, каде што ја искажав поддршката што ја дава Македонија во надминувањето на сите предизвици со кои што се соочува светот. Затоа што, како што порачав, можеме да успееме заедно, слушајќи ги гласот и потребите на граѓаните. На маргините на посетата учествував на глобалниот бизнис форум на Блумберг, има вечера со шефовите на делегациите од земјите на Западен Балкан на покана на високата представничка за безбедност и надворешна политика Фредерика Могерини и се обратив на настанот организиран од страна на UNDP и Швајцарската агенција за развој, нов почеток за Балканот, што се одржа на Универзитетот Колумбија. Клучни пораки што ги испративме во текот на целата посета се дека Македонија излезе од лабока политичка криза, која што ја надминавме со силна внатрешна политичка волја и голема поддршка од нашите пријатели од светот. Македонија е пријател на соседите и цврсто определена да стане полноправна членка на Европската унија и НАТО. На меѓународен план испративме порака дека правиме темелни внатрешни промени за развој на демократијата и за да ја развиеме економијата, но и дека очекуваме поддршка за реформите и напредок во нашата стратешка определба за зачленување во Европската унија и НАТО. Испративме силна порака за искрена политичка волја, за градење добрососедски односи и затварање на сите прашања што стојат како пречка за унапредување на односите. Обединетите нации се добар форум за решавање на дел од овие проблеми, но ангажманот мора да дојде и од самите држави кои што се засегнати од предизвиците. Испративме порака дека силно сме посветени на изградба на едно општество, дека се обединивме околу заедничките вредности на демократија, човекови права, слободни медиуми, независно судство. Во фокусот на нашите политики ги ставаме граѓаните и нивните потреби за вработување, поголеми примања, поквалитетен животен стандард и квалитетно здравство и образование. Остварливи се нашите евроатлантски перспективи, почитувани граѓани, и можене достоинствен живот во нашата Македонија. Таа порака ви ја носам од Њу Јорк. Да продолжиме по патот на промените што заедно ги избравме. Благодарам.